Бројот на заболени од COVID-19 во Македонија повторно расте, покажуваат тестирањата во последните неколку денови. Граѓаните сметаат дека нема потреба од воведување на поригорозни мерки, но бројките покажуваат пораст во однос на минатата недела. Според неделниот извештај на Институтот за јавно здравје во периодот од 15 до 21 февруари 2021 година тестирани се вкупно 15.849 материјали, а регистрирани се 2320 нови позитивни случаи од 33 градови во државата со зголемување од 3,9% во однос на минатата недела. Повторно се забележува зголемување на бројот на заразени од COVID-19 на ниво на цела Македонија. Да. Што мислите, на што се должи тоа? Како мислам на што се должи? Јас уопште не чинувам, бидејќи што зимаа они вакцини и што ги примат тие вакцини, тие само било за милицијанти, а бидејќи за нас нема ништо. Е пристигнати и за народот, што разбирам. Па ако пристигнат, би се вакцинирале, што викат. Мерките не се толку колку што треба да се одржа дистанца и да се придржуваме по мерките што ги има, тие се доволно. Ама има разлика меѓу кафиците и рестораните. Зошто мислите така? Затоа што цел ден младите се у кафичето купа. Едни со други. Се должи на тоа што е толку народ тука што е соберено во кафичето. Това е многу народ. Не се заштитени воопште со маски. Како можеме ние да бидеме заштитени цело време? Јас, например, работам во просветна организација сам. Цело време сме со маски, а младиот кадар воопште не е оптеретен со таа работа. Ако мене ме питате, јас стварно да ви кажам дека това, не знам, многу ме е чудно што стварно стално се качува бројката и се намалува бројката. Дали треба стварно вакцина со употреба или не треба? Стварно, нели, не сум јас неко ни лекар, ни ништо, ама према народот, како што го гледам, многу е слободен. И сега ние, ако презимаме пак мерки, сепак треба да се затвориме пак дома, пак да бидеме исто како што сме били, таа е проблемот што ние не може да се разбереме самиот народ. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека бројот на заболени е зголемен, како и бројот на пациенти кои се хоспитализираат, меѓутоа не до тој степен да ги загрозуваат болничките капацитети. Во делот на мерките, тој потенцира дека дефинитивно е можно воведување дополнителни рестриктивни мерки, меѓутоа засега не.